Здраво на сите. Прво благодарност до МОВ за поканата да имам своја презентација да говорам тука и среќен роден ден, by the way. Темата која што ја добив за мојата презентација е ангажираност на маргинализираните заедници како предуслов за потолерантно општество. Морам да кажам дека прво што ми падна во очи кога ја добив темата беше ова потолерантно, пошто не е толерантно, нели, па за македонски услови вајде е подобро да е потолерантно. Би започнал јас со дефиниција, во принцип не сакам многу дефиниции, меѓутоа од досегашното искуство кога сум имал прилика да говорам пред луѓе кои што немале некакви допирни точки со маргинализираните заедници, особено со оваа заедница за која што јас работам заедно со мојот тим, тоа се сексуалните работници. Ова е дефиниција која извадив од UNAIDS, нивната брошура извештај за HIV, SIDA, джендер и сексуални работници 2002 чинам беше, и дефиницијата вели жени, мажи, транссексуалци, возрастни или млади лица кои добиваат пари или други материјални добра во замена за сексуална услуга. Тоа го прават редовно или повремено и кои можат, но и не мораат таквите активности да ги дефинираат како единствен извор на екзистенција. Сега ова дефиницијава чисто ја ставив како појдовна точка на мојата презентација, како што напоменав, до сегашното искуство кога сум говорел за сексуалните работници, луѓето најчесто не прават разлика помеѓу трговија со луѓе, жртви со луѓе и сексуална работа или сексуален работник. Тоа се сосема две различни теми. Околу терминот на кратко можам нешто ви спомнам, дека и тоа е чист пример на ангажираност на заедницата во однос на покренување на иницијативи, бидејќи заедницата е самата таа заедница го има одбрано овој термин како само идентификација на себе и на она што го работи, значи отфрлувајќи ги термините како проституција, проститутка, курва или слично. Терминот се користи години наназад веќе во невладините организации, потоа Светска здравствена организација стои како официјален термин во Оксфордскиот англиски речник. Каде се наоѓа заедницата на сексуалните работници во општеството, тоа вајде не ни треба многу да говорам во однос на тоа, на маргините, потполно на маргините, независно тука ќе напоменам од статусот кој го имаат во даденото општество во кое што живеат, функционираат и работат. Кога збориме за правниот статус, мислам на како и на кој начин е регулирана, каква правна рамка си има дадено за сексуалната работа конкретно во општеството каде што функционираат сексуалните работници. Теоретски има три типови на држави, тоа се држави каде што сексуалната работа е регулирана, држави каде што тоа е нерегулирано, односно не е опфатено во никаква јасна законска рамка, тоа е случајот и со Македонија, и земји каде што е криминализирана или илегална, нели. Маргините доваѓаат нормално од маргинализирани се ради стереотипи, предрасуди. Намерно тука ставив и стравови, бидејќи сметам дека стереотипите и предрасудите доваѓаат од стравовите. Стравот од непознато, јас не знам, имам страв од куча, бидејќи цел живот чувам мачка, па така да најверојатно и луѓето кои што немаат допирни точки воопшто со маргинализирани заедници, односно и со сексуални работници, незнаењето за овие луѓе доведува до појава на стереотипи и предрасуди. Како оваа заедница работи за зголемување на видливоста и како стојат сексуалните работници во однос на зголемување на нивната видливост, би напоменал дека сметам, мој личен став е дека тие имаат историски ограничена можност да говорат без посредници. Тука конкретно мислам на новинари, новинарски или медиумски стори, активисти, невладени организации и слично. Да не бидам сватен погрешно, никако не може да се зголеми видливоста или да се покренуваат акции, да се делува на некаков начин во општеството без сите овие фактори, новинари, медиуми, активисти, невладен сектор. Меѓутоа тие се тука само да бидат како алатка на сексуалните работници во покренување на некакви иницијативи или следење на некакви промени во општествата. Зашто до сега во минатото тие биле имаат ограничена можност, односно говореле преку посредници, сензационализмот на пренесувањето на сториите, на приказните од страна на медиумите, сите сме свесни за тоа, и
влегување во целата приказна, намалување на проблемот и не вадење на суштината на приказната. Би ја цитирал Мелиса Грант тука, која што во својата книга Playing a Whore, или на македонски, не знам, би дошло играјки улога на курва или играјки курва само, вели дека сексуалните работници треба да сватат дека е аут приказната за продавање на нивните тела, но сепак изневерувањето на нивните приказни е всушност вистинската продажба и тоа пред многу поголема публика од што они се среќаваат во своето секојдневие работејќи нели како сексуални работници. Морам да признам дека тотално се согласувам со ова, бидејќи она што мене ме вади од кожа кога дебатирам во однос на сексуална работа или сексуални работници е идејата дека тие го продаваат своето тело. Всушност јас стварно не можам да сватам како може да се продаде тело, во случајов се продава услуга, а не тело. Во однос на социјалните медиуми, сексуалните работници имаат прилика да зборат сами за себе. Тука исто би извадил цитат од Меги Макнейл, таа е автор и блогер, која што вели дека преку социјалните медиуми обичните луѓе можат да слушнат за сексуалните работници од самите нив. Сака да кажа дека сексуалните работници можат сами да потегнат иницијатива, сами да покренат и гласно да говорат за своите проблеми, меѓутоа сами од нив. Она понатака вели дека евентуално ваквиот тек на нештата, односно активирање на сексуалните работници со помош на социјалните медиуми, евентуално би следал истиот ефект кој што го имаше геј заедницата во 70-тите па до 90-тите години некада, во смисла на coming out. Со овој дел малку баш и не се согласувам, бидејќи не е баш чиста паралелата помеѓу моменталните проблеми и целта за покренување на иницијативи и зголемување на видливоста на сексуалните работници со тоа што се соочувале геј луѓето во 70-тите и 80-тите. Кога збориме за социјални медиуми и за застапување и за ангажирање на самата заедница со цел за промена во општествата преку социјалните медиуми, не може да се избегне моментот и на создавањето на виртуелните идентитети, односно градење на виртуелни идентитети. Тука ги ставив хорфобија и sex work it's work, тоа се најкористените хаштагови од страна на сексуалните работници на Твитер. Хорфобија на македонски ви дошло курвафобија? Да. Супер, ми се свиѓа ептен тоа. И тоа е група на бивши и сегашни сексуални работници кои што секојдневно покренуваат акции, ги изнесуваат своите ставови во однос на некакви промени во општеството, своите приказни, покренуваат иницијативи и во одредени случаи се имаат приклучувано и на национални иницијативи или кампањи во однос на сексуалните работници. Во описот на оваа група на сексуални работници кои што функционираат претежно под лажни виртуелни идентитети на Твитер и на останатите социјални медиуми, стои дека тие прифаќаат профили со лажни идентитети. Зашто? Имаат неколку точки каде што објаснуваат. Една од точките ќе ви ја прочитам, која што дава доволно објаснување зашто е добро за сексуалните работници да излегуваат во јавност и да работат на промена во општеството преку лажните идентитети. Правилото гласи клиентите не сакаат политички активен давател на услуга, што е многу нормално и многу сватливо за таа индустрија и за тие луѓе кои што се вклучени. И исто така дека не секој сексуален работник го има комодитетот неговото семејство да знае за тоа што он го работи. За виртуелните приказни исто моментот и на личните приказни во однос на сексуалните работници не би сакал тука многу да се задржувам и да говорам, бидејќи е јасно дека со развивањето на социјалните медиуми воопшто и со интернетот се дојде до промена и на самата сексуална индустрија, малте не постои дел од сексуалната индустрија кој би функционирал без интернет. Тоа е основна алатка. И тука е моментот, мојата перцепција тука е моментот и на онаа интернет писменост која што имаат сексуалните работници, бидејќи тоа им е основата за нивната работа. Постојат многу истражувања во однос на какво влијание има интернетот врз сексуалната работа, сексуалната индустрија и самите сексуални работници. Последното истражување кое што го прочитав, најдов имаше интервју од повеќе сексуални работници од различни делови вклучени во сексуалната индустрија,
Тука извадив два цитати. Едниот е од Кевин, 22 годишен дечко од Калифорнија, кој што вели дека не сака да дозволи сајберфантазијата да премине во неговиот личен живот и сосема спротивно од она што го вели Рони, кој што е 19 годишен ескорт од Берлин, Германија. Тој вели дека без интернет се сомнева дека ќе имал можност така брзо да успее да се развие сексуално и најверојатно ќе останал во својот мал приватен свет без да знае што се случува надвор. Во однос на виртуелните идентитети, ова е класичен пример на различни ставови, градење на различни ставови кои што сексуалните работници ги имаат во однос на употребата на интернетот во нивната работа. Целото истражување конкретно, доколку некој сака може да го провери, го имаме преведено на македонски, дел тоа од истражувањето, не е цело, на starsexwork.mk, тоа е нашата страна. Вториот дел од мојата презентација се конкретни примери во однос на како сексуалните работници се ангажираат, мобилизираат, се со цел за промени некакви во општеството и покренување на некакви иницијативи. Накратко, Justice for Jasmine, Justice for Dora, тоа беа хаштагови кои што се користеа минатата година. Оваа иницијатива се покрена, накратко само Јасмин и Дора се сексуални работнички кои што беа убиени изминатата година. Дора е од Турција, Јасмин беше од Шведска и целата иницијатива беше покрената од пријатели, познаници, колеги на Јасмин, кои што покрена една иницијатива за промена на законодавството во Шведска, како тие го сметаа како виновно за убиството на Јасмин, бидејќи таа беше убиена од својот сопруг ради децата, нешто недоделување, ради нејзиниот статус, таа е препознаена во нејзиното општество како сексуален работник, бидејќи беше активна во застапување на правата на сексуалните работници. Значи, ова е пример на едно само иницијативно покренување на акција. Следуваше само за 5 дена, чином беше, се приклучија организации сексуални работници од 30 на држави низ светот, повеќето низ Европа, со што се направи заедничко писмо, заедничка изјава, која што се пренесе до амбасадите каде што тие иницијативи успеа. И во ист ден, во исто време се протестираше пред шведската и турската амбасада. За жал, амбасадата шведска во Скопје, тој ден кога ние протестиравме, не работеше. До денеска малку не знам дали не работат, а беше работен ден, така да не успеавме ние лично да го пренесеме писмото, но од една иницијатива која што беше покрената од пријателите на Јасмин прерасна во глобална малтена иницијатива и факт дека самите институции каде што се случи овие убиства слушнаа за оваа акција на сексуалните работници. Вториот пример на здружување, ангажирање на заедницата во однос на проблеми со кои што се среќава е No Hannibal. Тоа беше февруари оваа година. Мери Ханибал, иначе европратеничка од Лондон, таа поднесе иницијатива до Европскиот парламент за предлог иницијатива за криминализирање на клиентите на сексуални работници. Тој познатиот и фамозен шведски модел. Преку оваа иницијатива се приклучија 560 невладини организации, над 90 академици, истражувачи, кој го одби извештаот, кој предложува криминализација на клиенти, поднесен од оваа европратеничка, петиција исто така на интернет, меѓутоа за жал не успеа, бидејќи гласањето за оваа иницијатива на Мери Ханибал помина во Европскиот парламент. Среќа што тоа е само како иницијатива, значи не ги обврзува членките на Европската унија да усвојат оваа некаква си законска рамка во своите правни системи. Меѓутоа е секако пример за вклученост на заедницата и покренување на иницијативи, бидејќи сепак значителен број на европратеници застанаа од страната на оваа иницијатива во заштита на самите сексуални работници. Она што ќе завршам е вклученост и солидарност на заедницата преку еден глобален настан, тој е 17 декември, се смета како за глобален и главен настан на сите оние кои што работат за права на сексуалните работници. Тоа е 17 декември, кој што е меѓународен ден за стоп на насилството врз сексуалните работници. Ова е позитивен пример за делување на заедницата во општеството.
бидејќи години наназад веќе 17 декември прерастува во еден глобален настан, каде што сексуалните работници заедно со сите тие алатки за застапување кои што претходно ги спомнав, го креваат гласот и зборат за проблемите и делуваат во општеството во кое што живеат истите и функционираат. Ова е плакатот од изминатата година, иначе во најавата беше спомнато дека јас и мојот тим навистина сме горди за минатогодишниот марш. И за крај еве ви една фина честитка од Скопје со црвени чадори. Супер изгледа Скопје со црвените чадори. Фала. Прашања? Здраво, Ана. Прашања? Ја имам прашање. Ме интересира, бидејќи работиш на ова поле, кај нас кога се збори за сексуални работници, секогаш се помислува на МТВ и тоа што го гледаме таму, а верувам дека, особено како расте разликата во класи, дека постои многу постојат многу елитни сексуални работници. Дали можеш да ми кажеш, тоест дали сте имали искуство некогаш да искочите во пресрети на тие работници таму, дека не верувам дека нивните права се во најдобра форма. И дали постои некој движење, иницијатива кај нас, бидејќи знаме на време Либералната партија збореше за тоа, дали сте биле во контакт со нив, за легализација или барем ако ништо друго подобрување на работничките права на оваа популација. Така. Две прашања, колку што сватив имаш. Првото прашање не те разбрав добро, дали мислиш дали соработуваме на некаков начин или имаме контакт со елитни сексуални работници? Да, тие што се во високите кругови, што земаат многу повеќе пари, сигурно некако јавно да кажат. Тачно, да. Малку по-широко, мислам, би можел да говорам на таа тема, бидејќи во принцип постојат и сексуални работници кои што самите себе си не се идентификуваат како сексуални работници и по мене тоа е тотално окей и тотално во ред. Секако дека имаме контакт, утствари мисијата и визијата на нашата организација е повеќе насочена кон сексуалната работа, односно сексуалните работници на затворена сцена. По теоретски кажано тоа така, значи не е елитна, туку затворена сцена. Отворена сцена, она што ти го спомна девојките на улица пред МТВ. Второто прашање ти беше за Со Либерална партија. Со Либерална партија. До сега имало 3 иницијативи во македонскиот парламент за легализација на сексуалната работа. Лично мене, ако ме прашуваш, и мојот став е дека во Македонија не сум јас за да се легализира сексуалната работа. Тоа е малку пошироко веќе, бидејќи прво треба да се средат многу други работи, поширока дебата треба. И утре да се легализира сексуалната работа во Македонија и да кажеме јас додам да се регистрирам како сексуален работник. Не знам што мислиш како би ме погледнале во банка кога ја ќе попунам во полето на професија дека сум сексуален работник. Така да тоа малку па слично вајда. Драган? Повели Дрндаревска. Не, само сакав да се надополнам конкретно. Првен сите иницијативи сега што биле во рамките на парламентот, некој сериозно да пројавил иницијатива дека еве сега ние ќе легализираме сексуална работа, односно како што ние нарекуваат проституција. Првен тоа не биле сериозни иницијативи, тоа биле во моментот се користи за да се промовира некое прашање, да се избегне вистинска дебата на тема. Првен сакам да истакнам дека прашањето на сексуална работа е прашање, не е само прашање на работнички права, него е баш мултисекторско, мора да се посматрат многу повеќе аспекти. Главниот проблем моментално што се соочуваат сексуалните работници, што воопшто треба и да се тргне од легислативата, од да се смета тоа за прекршок. Затоа што конкретно сексуалната работа е нарушување на јавен ред и мир, и затоа девојките кои што или нели момчињата што го работат тоа се соочуваат со парични казни. Тоа е едноставно првиот чекор, а понатаму за тоа како да се уреди, на кој начин понатаму да се уреди, треба да тоа секако е прашање на поширока дебата која што треба да опфати повеќе points of view на феноменот. Понатаму сакав да кажам дека Трајчан не ја спомна, меѓутоа еден од главните... Следната година пак има ингейдж.
па ќе бидеш ти за сексуални Брзата? работници. Добра, ако брзата, ајде, китаме. Добра. Ајде. Само да додадам на ова што го кажа Драгана, дека во принцип, освен поширока дебата за дали да се легализира сексуалната работа, ја пред себе го ставил моментот што мисли самата заедница во однос на легализација на тоа што они го работат. Апсолутно. Па спомнав пошироко. Некој друг? Фала ви. Стар, благодариме.